Со нас е Даниел Котески, познат фудбалер, поврзан со повеќе клубови, меѓу нив и со најпопуларниот прилепски Победа. Меѓутоа, подолго време, години се во прашање, ретко ве гледаме, што се случува со вас? Па, моментално сум 9-та година во Германија. Моментално сум и тренер таму, играв. Така и појдов во Германија, преку фудбало. Што се случи кога заминавте од Победа, појдовте во Германија, која година? Да, појдов во 2016 година, баш таа година кога влеговме во прва лига. Ми се случи една повреда со мечот со Вардар во Битола кога игравме. Го скинав менискусот, се оперирав и после ми беше тешко да се вратам. Ја се вратив, ама не бев истиот. Не можев тоа темпо да го поднесам и бев во контакт исто со екипи во Германија и така реков, искористив шансата, ја и денеска сум таму. Во кој клуб конкретно, во кој град во Германија? Во Хановер. Поточ клубчево е помало, балканско клубче, има и германци, има и повеќето се хрвати, има и двајца македонци. Исто голманче едно, исто дојде тоа преку мене, јас го зедов. Од каде е тој голман? Тој е од Охрид моментално. Многу е помал од мене, има 22-23 години, таму е роден, ама се дружи македонци. За кој ранг станува збор? Па иди некаде околу 6-7 лига. Полупрофесионален, не е професионален клуб. Ама тоа 6-7 лига отприлика тука во среди. Како овдека класата втора, трета. Значи ни горе ни долу. Да. Класата е таа, како овдека втора, трета лига. Солиден квалитет. Да. Квалитетот е тој. Пак ќе кажам, втора лига, овдека трета лига, така. Во Германија и дали сте задоволени од она што го прикажавте таму како играч, па сега и се определите и за тренер? Појдов како самец таму, преку фудбало, потоа дојде девојката, сега ми е жена, имам и детенце и сега се сменија некои работи, така да играм се уште, али сега се ориентирам на тренерска кариера, па уште не сум почнат, треба да полагам за лиценци, али углавном целта ми е сега да наставим како тренер. Тренер на сениори или на млади категории? Не, на сениори, на екипата кај што играм, на првата екипа. Клубов кај што играме има прва екипа, има и помали деца, прва екипа кај што сум јас, има и овдека во Македонија го нема тоа, има и постари од 32 години лига и постари од 40 години. Значи тие се ветерани едноставно? Да, ветерани. Кој како полни од клубов 32 години се чувствува како немоќен да игра, да ги то темпо на утакмици да го игра, може да игра во 32 или ако има над 40 во 40 години. Добро. Тоа е за она што се случува во Хановер, значи во Германија, меѓутоа сигурно кога се игра во Хановер се мисли и на Македонија, на Прилеп. Какви се информациите, дали добивавте редовно информации и какви информации за фудбалот во Прилеп за Победа? Да, тоа е болна точка кај мене. Поготово првите години кога појдов во странство, немаше ден да не се јавам кај другар, пријател, да натворам новини, да не прочитам за Победа. Сега пак боли, моментално сега поготово ситуација во Победа, али љубовта иста. Али значи Прилепченец без Победа не може. Не може. И овдека сега секој ден сум по цел ден сум на кафе со пријатели, со другари, со сите и прва тема ни е Победа. Кафето не можеме да го испијаме без Победа. Треба да кажеме дека ваша фамилија, еве сега да кажем, твоја фамилија е поврзана со Победа. Само да спомниме Орде Котески. Исто така и уште еден Лазе Петрески. Да. Вие се познати фудбалери? Да, прилепчани, поготово по старава генерација ги знаат тие играчи. Орде Котески,
Мијечичко, Лазе Петрески. Имаше страшно силен шут. Да, орде. Ја не знам, не памтам, али ми кажувале луѓе, да. Ние знаеме повзрастни. Да. Многу луѓе ми кажале за тоа дека Немаше голман што може да одбрани. Да, играше до 60 години, беше активен спортист. Играше во родното село во Кадица, во Забрчани. Во Забрчани? Да, таму ја заврши кариерата. На 60 години. Сега е пензионер. Кога имаше слободен удар, без разлика од која далечина и од 40 метри сите очекува Орде Котевски да шутира нагол. Да. Пак ќе кажам, многу луѓе сум го слушнал од тоа дека имал страшно добар шут и јак силен. Не знам да има посилен шут од него. Па еве сега претходниот говорник исто имаше Дунимагловски Стојанче. Си исто силен шут, али Орде незаменлив. Природа си. Да. И какви беа информациите за победа? Дали позитивни, негативни, за тешка состојба? Повеќето на почетот јас кога заминав остаив победа во прва лига, беше се позитивно и финансиски. Најголем проблем е овде се финансите во Прилеп, во околијава наша. Не знам зошто, али секогаш се проблем финансите. Секогаш имало таленти и ќе има во Пелагонијава. Али Значи да не се грижиме за играчкиот кадар премногу, туку за финансите првенствено треба да бидат средени. финансите Тој дел. и условите. На еден играч му требаат, ќе кажам, додека е млад, му требаат услови, а како се оформува како играч, финансите доаѓаат сами. Овдека ние во градов немаме услови за фудбал. Немаме услови. Немаме сега последниве години го имаме тоа игралиштето за со вештачка трева и сите деца се тренира таму. Сите на едно место. Така. А знаеме сами колку има школи во градов. Премногу школи, премногу деца и то не знам како го достигнуваат. Јас се сеќавам како бевне, како сега што играја финали Дечинава 2014, сме тренирале на стадионот во Касарни. Тогаш како младинци, како пионери, и секогаш тој може и денеска е таков, немам појден ден денеска на стадионот во Касарната, беше повеќето земја од трева. И го наводнувавме сами играчиве со вода за да можеме тренираме да не се крева прашина. А условите во Германија се за деца се феноменални. Имаш услови, еден терен имаш за услови кога врни, кога е сонце, кога дува ветар. Условите се споредба тука не можеме да правиме спрема. Жалосно е тоа. Има еден збор калење. Може би пак и тие тешки услови ќе придонесат за калење на нашиве играчи и во тешки услови да се излезе на површина, да се успее. Кога се сака, И во лошото некогаш има добро. Така е, кога се сака се може. Еве, јас сум 90-та генерација, со мене еден спортист што успеа и игра, уште активен, Илија Несторовски. Со него игравме пионери, кадети, младинци. Играч и ден денеска игра, истите услови ги имавме. И тој тренираше на Касарна, тренираше па денеска е успешен спортист. Сега слушаме некоја непријатна информација во врска со гостинскава екипа. Чинам дека станува збор. Како што слушнам јас, дел од играчите од гостинската екипа имале сообраќајна несреќа. Сега дали ќе биде одложен овој финален надпревар, значи ние овој разговор го водиме пред финалето на овој турнир. Да, чекаме, еве, веќе касниме 15 минути, ама
Дали прв пат доаѓате на турниров? Не. Или повеќе Па скоро секоја година си идам ова време пред Нова година и На овој турниров годиш? да. На овогодишна ми е ова прв ден да идам за финалево. Не сум бил претходни Баш за такмици. финалето. Да. А претходниве години идам редовно го гледам. Има ли во Германија вакви турнири? Во мал фудбал? Има и често, поготово само во зимски период. Има често. Сега моментално екипава кај што сум јас тренер ми е на пауза, али помошникот тренер мој активни сте на тие турнири, одиме. Овде интересното е тоа што големиот фудбал е во најтешка криза, најсаканиот клуб Победа исто така е во најтешка криза, меѓутоа салава за мал фудбал е преполна со гледачи, нема за сите место каде да седнат. Еве гледат и сами. Не знам Колку прилепчани го сакаат фудбал? Еве, не можеме да ја свртиме камерава да видите. Ова е, ако има пример, не знам, ако има место за 300, па може или 500, внатре се 700 и 800 луѓе. А че идат може би има и надвор, да. Да. Одвај најдовне паркинг да се паркирам. Значи, треба да се искористи ова сакање на фудбалот, ова љубов кон фудбалот на Прилеп и прилепчани и околината на Прилеп, да речем, овој регион. То не е само сега, тоа е години уназад. Од деца се сеќаваме, така беше и така остана. Секогаш, јас се сеќавам на тој надпревар кога влегувавме во прва лига, последниот надпревар овдека, мислам дека беше со Љубанци на домашен терен. Така е. Видовте и сами еден второлигашки надпревар, колку публика дојде, може 10.000 имаш. Тоа е само знак колку луѓето го сакаат фудбалот и спорт општо во Прилеп. Па нема врска и денеска да беше овдека ракомет или кошарка финале, че имаше исто вака многу луѓе. Значи, Прилеп не можеме да го замислиме без победа и без фудбалот. Кога станува збор за фудбало, подобро спомни победа него фудбал. Победа е на прво место. Имаше и клубови како 11 октомври, Корзо, али победа е победа. Накусо на крајот една порака за јавноста, твоја, имаш искуство и од Македонија и од Германија, порака во врска с твое мислење со победа за јавност. Па не знам, ете, повеќе пати се обидоа некои иницијативи имаше за спас. Не знам. Да оставиме на големците, ја мислам. Треба да се направи напор. Ја мислам дека единствено тие може да ја спасат победа. Има доста големи фирми во градот. Така беше и тој компании. Да, компании. Така беше и тој период кога играв јас. Таа година 2014. Например во Германија овој клуб кој го финансира вашиот? Има доста приватни фирми, приватни компании што сакаат од љубов, што вложуваат во клубот. Ја мислам, Значи тој модел би требало да се префали ваму кај нас, да се искористи. Било во практика и мислам дека може исто тоа да функционира во Прилеп. Функционира, да. Пошто има стварно доста добри играчи овдека во Прилеп, прилепчани. Ете на Битола ние на 40 километри, па гледаме каков спорт имаат тие. Па во многу и други клубови во други градови има прилепчани што играат или играле претходно во овој период сега овие години. И има доста и уште се активни. Дури и во Слога Виница, во Радовиш. Има доста и во прволигашките екипи. И во прволигашки, и во Пелистер. За второлигашките да не правиме муха. Еве и селекторот е од Прилеп, односно од Прилепско, Гоце Седловски. Селекторот на фудбалската репрезентација на Македонија. Имаме еден селектор на репрезентација, а да немаме екипа фудбалски клуб тука во Победа, тоа е, мислам, срамно. Ја не можам да замислам Победа да отпадни или до овој град да нема еден фудбалски да се надпреварува барем во втора лига, во прва лига. А беше два пати шампион, еднаш го освои купот. Да. Со тоа име настапуваше таков клуб од Прилеп. Беше најдобар во Македонија. Пак ќе кажам, Победа има историја, Победа е клуб, Победа е име.
Жалосно е моментално ситуацијата што се случува во Победа, ама јас имам надеж и мислам дека ќе нешто ќе се случи. Победо, па клубот опет пак ќе се воздигне од кај што е сега. Најубаво е оптимистички да завршиме и така завршуваме сега. Благодарам. Ништо, благодарам и на вас.